Одлуките за набавката на адетиви за потребите на РЕК Битола и РЕК Ослома и поранишните директори не ја носеле самостојно, туку со подпис на управниот и надзорниот одбор, а не биле членови на злосторничко здружение и тендерот бил спроведен законски. Ова беше истакнато во овидните зборови на нивната одбрана на рочиштето за случајот адетив. За неколку кривични дела се обвинети екс-директорот на ИСМ Васко Ковачевски, кој е недостапен за органите на прогон, неговиот наследник Васко Стефанов, како и екс-директорите на РЕК Битола Пеце Матевски и на ТЕЦ Неготино, Небојша Стојановиќ и поранишните комерцијални директори на ИСМ Ардијан Муча и Данчо Стојановски. Андријана Димитрова, адвокатката на Ковачевски, порача дека тој не можел несовесно да постапува во службата, бидејќи одлуките за јавните набавки се носат колективно. Васко Стефанов, кој раководеше со ИСМ по Ковачевски, со слична одбрана. Одлуките се донесуваат едногласно и тој како директор морал да ги потпише, инаку ќе одговарал кривично. Обвинителството има паушални и би рекол тенденциозни обвинувања без никаква стручна анализа или подкрепа дека биле сведоци на институционална и морална распаднатост на енергетскиот систем за време на мојот мандат. Одбраната на Ардија Муча тврди дека неговата функција комерцијален директор не ги опфаќала јавните набавки. Одбраната на Данчо Стојановски, кој всушност е роднина со собственичката на фирмата Бренко, од која го добила тендерот, со материјално и финансиско вештачење ќе ја докажува неговата невиност. Јас сум убеден дека во една законита постапка одбраната ќе докаже дека навистина спроведувањето на јавната набавка за која што се обвинети повеќе обвинети ќе докаже дека е согласно сите законски процедури и дека истата е законито спроведена. Ивица Ефремов, бранителот на Јорданова, собственичката на Бренкот, посочи дека таа ниту преговарала, ниту договарала финансиски договори и дека постапката за јавна набавка била законита. Вкупно обвинети се 32 физички и 5 правни лица. Никој од обвинетите на првото рочиште не призна вина. Според обвинителството, адитивот бил со цена неколку пати повисока од пазарната, а на Бренкот и се овозможило да се стекне со имотна корист од 6,4 милиони евра.